Диалог на Студент FM 929. Емисија за уметност и за оние кои се дел од неа. Секоја сабота од 16 часот. Почитувани слушатели, добар ден, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Диалог, емисија за уметност и за оние кои ја сакаат и ја креираат уметноста. Денеска во студиото поздравувам еден драг колега, поет, преведувач, издавач и човек со кого верувам се уште ја делиме љубовта кон радиото. Игор Исаковски. Здраво, Игор, добре ни дојде. Здраво, Александра, подобро ве најдов. Голем поздрав до студентско радио, беше моето прво радио во кое што почнав да работам, тоа беше пред има 20 години. 20 години. Да. Оние кои те познаваат знаат дека радиото е една од твоите љубови. Пред малку те прашав кога влегувавме, ти не достига ли ова чувство, ја да речеме, микрофоните, интимата што ја имаш, а што многу кажуваш? Види, ова е пријатно студија, сум ја имал таа километража радиска да сменам не знам колку студија во животов, едно време и дома снимав. Ова е убаво студио, ова е пријатно студио и ми се допаѓа, вистина ми се допаѓа. Се дали ми недостига? Па како медиум мене радиото ми е многу подраго од телевизијата, фала Богу. Весниците, исписанијата никогаш нешто посебно не ме привлекували, иако и едните и другите сум ги работел. Не ми недостига, па од друга страна заради тоа што јас ако се вратам на радио би правил емисија со музика што мене ми се допаѓа. Блуз. Ќе биде блуз најверојатно најмногу, но не само блуз. Би пуштал и како што пуштав и на Blues Brothers емисиите, впрочем, би пуштал и рок, и пуштал и джез и така натаму. Би пуштал во принцип она што јас го слушам во тој момент. Така, како и да е, многу ми е драго што сме во радиско студио, што така ќе искористиме максимално, верувам, ова удобно што ни ја нуди студиото на Студент FM 929, да си поприкажеме за уметноста. Со тебе имам многу теми за зборување. Ама мене од секогаш ми е било онака, Игор е актуелен, активен и така натаму, долги години во културата, во повеќе области, преведувач, издавач, Игор Исаковски е блесок и така натаму. Секогаш сум велела зошто Игор најпријатно се чувствува во поезијата. Не знам дали оставам таков впечаток дека најпријатно се чувствува во поезијата, но се работи за еден момент, а тој момент е следниот. Значи, со сите овие работи што јас ги работам, издавачка куќа, преводи, уредување на текстови и така натаму. Работи кои што ги работам надвор од блесока, кои што донесуваат екстра приходи за тоа што целото моје семејство зависи од тој блесок. Мојата сопруга работи со мене во блесок. Значи, во целата таа приказна останува многу малку време во кое што јас можам вистински да се посветам на пишувањето. И кога пишувам проза, сакам да имам завршени целини, значи кога ќе седнувам, почнувам и не станам дека не завршам. Сега тоа ми е физички невозможно, бидејќи ја немам таа кондиција после целна работа да поминам уште 5-6 сати пишувајќи. И тоа понекогаш ми недостасува таа моја проза, пишувањето на проза ми недостасува. И најверојатно заради тоа се почесто имам поезија, заради тоа што поезијата е сепак некоја работа на краток здив, може да ја напишеш, барем јас ја пишувам, многу побргу. Во еден миг. Па не баш во еден миг, ама знае и да ферментира, например, и така натаму, но во суштина се сведува на тоа дека физички ми е многу полесно да пишувам поезија и некако кога веќе влегов сега во тој израз многу повеќе отколку порано, иако и јас почнав да пишувам поезија паралелно пишувајќи го и првата своја книга проза, првиот роман. Учам за себе се уште, знаеш, и тоа ми е многу важно. До кога учиме за себе? Па јас се надевам дека ќе учам за себе додека сум жив, а јас се надевам исто така и дека подолго ќе поживеам, така што соочувањето со себе ми е многу важно и не е случајно што сум го избрал да го правам ова што го правам.
Така, а како се соочуваш со, да речеме, читателската публика? Имаш контакти со луѓе од фелата сепак и покрај блесток и издаваштвото и така натаму, обкружен си со луѓе колеги на некој начин, книжевници, уметници и така натаму. Што велат тие, каде подобро го препознаваат Игор Исаковски, во поезијата или во прозата? Само да подсетам дека Пливање во прашина беше награден со Прозни мајстори 2005 година, така? Па, не знам, за наградите не би сакал ни да зборувам. Само ќе ти кажам за наградите една реченица, дека сите се уште ме тапкаат по рама, дека сум јас се уште млад. И јас реков, окей, јас ќе бидам млад додека не умрам, а вие некои од нив се родили и стари, за жал. Нивна жал, фала Богу. Што се однесува до тоа како моите колеги ме препознаваат. Види, секоја фела има своја суета. Уметничките фели имаат, се разбира, многу поголема суета. Така што ретко кој кога зборува како некого доживува. Моите најблиски пријатели, од кои што се разбира повеќето се занимаваат со уметност, коментираат, но тоа се знаеш онака коментари кои што се на едно многу човечко ниво, кои што не се, и јас не сакам ни да бидат, фала Богу, на ниво на критика. Едноставно кажуваат што и како доживеале, што им се допаѓа, што не им се допаѓа и така на тоа. Исто како што јас ги коментирам нивните дела, но знаеш, кога ќе станеш веќе толку близок со тие неколку луѓе, секогаш мораш да имаш една задршка, да видиш колку си објективен, во смисла субјективен и објективен, не во судот, заради тоа што судот на крајот на криштата секогаш е субјективен, туку во однос на тоа што ја знаеш и позадината на сликата, позадината на песната, позадината на композицијата и така натаму. Знаеш отприлика што на таа личност ти се случувало пред, за време на создавањето и после тоа. Така што, знаеш, тоа е многу убава една смеса на информации, чувства, која што е понекогаш и тешко да се хендла баш на прва. Так. Ме насмеа со она констатација, се уште ме тапкаат по рамо, велејќи дека сум млад и ми се наметнува прашањето тука за периодизацијата, односно за генерациите македонска книжевност. Секогаш е тоа некако проблематично. До кога сме млади? Ма не, види, не е тоа проблематично, тоа е катастрофално поставено. Значи, тргнувајќи од некоја приучена класификација, намерно велам приучена, повеќето од луѓето, сметајќи се себе за постари, ќе ти кажуваат тебе дека си помлад. И тоа е сега, знаеш, како јас да му кажам некој 25 годишен човек дека е млад. Вистина, тој е млад во однос на мене, но не е веќе, да кажам, тинејџер, например. Кај нас млади се авторите до, не знам, 60 години. Додека, до пред пензија сите се као млади. Средна генерација и, знаеш, едно време постоеше на трета генерација, пета генерација на во македонската литература, да се фокусираме само на тоа. После таа пета генерација не постои ништо. Знаеш, не се кажува која е таа генерација поред. Што исто така е, за жал, на кредит оди на нашата непостоечка книжевна критика, без оглед колку имаме ние теоретичари кои што би можеле да пишуваат критика. 99% од критиките се нарачани, апсолутно се сите афирмативни. Ретко кога се случува да прочитам критика која што ќе каже ова е добро, ова не е, заради тоа и тоа и тоа, следејќи ги овие поетички начала и така натаму. Тоа кај нас ми е мислена именка. Се тоа некои панегерици, лаврови венци, пампара. Тоа е тешко едно лигавење. Да се вратам на одговорот, ако воопшто го има. Значи, младци, додека не ти побелат косите или додека не се згрбавиш или додека немаш некоја тешка болест или не знам ти што јас, знаеш, до кога си млад. И за жал, во најголемиот број случаи, потенцирањето од тоа дека некој млад автор има пежоративен призвук. И тоа мене не ми се допаѓа, не само заради мене, туку и заради многу мои колеги. Јовица Ивановски роден 1961 година, значи он е 9 години постар од мене. И замислите, молам, човек кој што има 50 години денеска. Го бројат во генерација? Па не во генерација, туку кажуваат, па ти си уште млад поет. Да. Знаеш, има една друга закачка тука што, еве, Јовица и јас и некој како нас, ние не сме луѓе кои што
по секоја цена ќе тутнеме вратоврска, сакој, не знам ти што. И фала Богу, изгледаме како што изгледаме и живееме како што живееме. Ние не знам колку е тоа добро за нашата околина, ама во поголемиот дел од времето живееме прилично опуштено, лабаво. Некои велат боемски, некои велат рок-н-рол, не е ни битно како кој вели. Битно е дека човек живее еден живот како што му се допаѓа. Јас го живеам од како што мене ми се допаѓа. И ако е тоа младост, јас најверојатно ќе бидам уште 40 Да, forever young, 40 на години млад. Се разбира со надеж дека нема да бидам како оние на Џони од Марина песната, оние вечни момци, вечни младичи. Така. Од друга страна, ова што го велиш начинот на живот, може да се препознае во твојата поезија. Сега повторно ќе зборувам за поезија. Значи може да се препознае во стиховите, ајде да кажеме тоа е една модерна поезија. Иако не е ли проблематичен и овој поим што се може да влезе во модерното, но таа е од оној тип на поезија, значи јас како што ја доживувам како читател, која што не дава илузија на тоа дека те посетила музата, застанала на твоето рамо и сега со некоја вдахновеност пишуваш. Ти секако имаш инспирација, меѓутоа ова што го зборуваш за рок-н-ролот, опуштениот начин на живење, се што можеше да се нарече твој стил на живење, може да се препознае во поезијата. Па драго ми ако се препозна, види, би ми било проблематично пред самиот себе да помислам дека песните што ги пишувам и воопшто она што го правам не соодветствува на она што ја сум на вистина. Тоа значи дека сум фолирант, такви презирам. Јас го пишувам она како што го чувствувам и како што го мислам. Нормално, не секому треба да се допадне. Уште помалку секој треба да се согласи со тоа. Секој нека има право на свое мислење, ама нека ми го дозволат моето право на мое мислење. Мои стихови, моја работа. Кога ќе успеам, јас се трудам да бидам најдобар што можам пред себе. А кога не си поет и писател, кога си читател, што тогаш читаш и што преферираш? Дали е тоа нешто слично на твојот стил или? Зависи од моментот. Знаеш, навистина читам и заради работата која што ја работам. Например, сите книги што Блесо ги објавува поминуваат и ке мене и ке Калина на читање, ги уредуваме, пегламе, шминкаме и така натаму. За да изгледаат баш како што треба да изгледаат. Ама сакам пред спиење да читам нешто што нема врска со работа. Некоја книга во последно време преферирам книги кои што се објавени одамна, кои што знам дека не би дошол во како да кажам, ми отиде паметот на англиски Temptation, не би дошол во искушение, значи да ги преведувам. Заради тоа што сакам додека читам, навистина да читам, не да смислувам веднаш решенија за ова и онаа фраза и така натаму, затоа што е заморно тоа. Сакам кога читам да читам само за себе. Она што го читам сега, например, конкретно во овој момент е Маргарит Јурсенар со Мемоарите на Хадријан, книга која што ја читав пред 20 на години и не знам зошто, не знам како, ама ете, ја фатив неизе и неизе ја читам. Понекога сакам да читам и добри есеи. Во принцип сакам да читам. Кога сум во кревет, сакам да читам проза. Приказните ми се многу важни. Добро раскажани приказни се скапоцени, непроценливи во вредност имаат за мене. И затоа посветувам внимание на тоа како ќе изберам книгата, што ќе читам и така натаму. Има, фала Богу, книги што ќе ги прочитам до одредена страница и ги фрлам. Порано тоа не го правев, значи порано се мачев. Знаеш, мислев дека треба да прочитам книгата од корица до корици, ако не чини. Ако се прекине. И ако не чини, да кажам зошто не чини. А сега сватив пред X години, фала Богу, кога тогаш нели човек некој работи сваќа, жал ме можеби што не сватив порано, но сватив дека ако книгата на X број страници не те отвори и не влезе со тебе во комуникација, навистина не вреди да го посвети своето време. Има толку многу книги, фала Богу, и толку многу други работи на светов, што е греота. Да ја читаш ако не чини. Ќе се вратиме на книгите и на многуто други убави работи во светот, меѓу кои уметноста. Оваа емисија, меѓу другото, е концепирана така што нашите гости избираат музика. Уште една од фелите во кои се чувствуваш пријатно, убаво.
што би одбрал за нашите слушатели? Од нашиот джубокс јас велам што би одбрал, што сака Игор да слуша? Да, вака. Ноќес кога слушав таа песна на Repeat One, тоа е за мене многу важна песна, заради тоа што ми беше најавна шпица за една од моите ноќни емисии на Радио Скопје. Емисијата почнуваше во 2 по полноќ, односно 2 наутро во сабота и траеше до 5. Мислам дека се викаше убаво време за разговор. Не сум сигурен, сега не можам да се сетам, види. Ама, важна е песната, значи тоа беше мојот ритуал на слушалки нагласно, оди песната, се исклучувам тотално од се друго додека оди песната пред да почне емисијата, заради тоа што кога ќе почнеше емисијата, телефоните беа постојано вклучени, јас едва чекав да дојдат оние вести на саат време, да излезам во студио да испушам една цигара и малку да престанам да зборам. Не можам дури ни сега да се соправам. Кейт Буш, Cloudbusting. Океј, Кейт Буш како прв избор на Игор Исаковски во денешното издание на Диалог. I still dream of Organon. I wake up crying, you're making rain, and you're just in reach. When you in sleep escape me, you're like my yo-yo that glowed in the dark. What made it special, made it dangerous, so I bury it and forget. But every time it rains, you're here in my head, like the sun coming out. Ooh, I just know that something good is gonna happen. I don't know when, but just saying it could even make it happen. On top of the world, looking over the edge, you could see them coming. You look too small in their big black car to be a threat to the men in power. I had my yo-yo in the garden. I can't hide you from the government. Oh God, Daddy, I won't forget. Cause every time it rains, you're here in my head, like the sun coming out. Ooh, I just know that something good is gonna happen. I don't know when, but just say
Диалог на Студент FM 929, секоја сабота од 16 часот. Се враќаме назад во студиото, го продолжуваме диалогот. Денеска го водиме со Игор Исаковски, имаме многу работи да си кажеме, нели? Започнавме со поезијата, па ја споменавме прозата. На почетокот јас во најавата кажав дека си ти издавач, меѓу другото Игор Исаковски еднакво на Блесок. Зошто Блесок? Да, не би сакал да бидам јас еднакво на Блесок, бидејќи знаеш, как ти кажав и Калин работи со мене. Тоа е една работа. Втора работа, низ Блесок како уредници, преведувачи, луѓе кои што го помогале на овој и на овој начин, и се разбира како и многу автори, помиле на вистина многу луѓе од нив се, фала Богу, и ден денеска тука. Така што не сум јас еднакво на Блесок, ниту е пак Блесок еднакво јас. Блесок е дел од она што јас го правам и јас сум дел од она што Блесок го прави, така да кажеме. Јас сум основач, моја е вината што Блесок постои. Пионерски чекори во издаваштвото во Македонија, ама не само во Македонија, нели? И пошироко, ако не се лажам, некаде среднав податок дека е тоа и Централна па и Источна Европа. Централна, Југоисточна, Источна Европа. Така, види, јас 98, нели? 98 почнав со тоа. Иако првиот чекор го направи во 96-та. Мојата книга Небо, која што е продолжение на Вулкан Земја, тогашните мои колеги издавачи ми рекоа, многу би сакале да објавиме, ама најди пари. Јас сум нешто тежок на тоа сам себе да се финансирам. И реков, добро, има една работа што се вика HTML, има втора работа што се вика интернет, има трета работа што се вика Notepad. И така почнав, ја почнав да го учам кодот преку Notepad, односно пишувајќи го рачно секој карактер. Денеска е многу полесно, фала Богу. Не дека во тој период немаше софтвери за тоа, имаше и тогаш, ама понекогаш убаво да почнеш од А. И 96-та ја објавив таа книга, и тоа е навистина првата електронска книга во Македонија. Ја објавив на македонски и на англиски. Кита Леандри многу ми помогна во преводите на англиски. И таа е илустрирана со негови фотографии. А 98 во март излезе првиот број на Блесок како електронско списание и од тогаш нааму прилично редовно малку јас подзастанав последнава година затоа што морав да сакав да го преправам, сакав да направам ова она и така натаму. Целиот сајт беше подложен едно страшно големо реновирање кој што ми одзеде многу повеќе време од колку што можев да испланирам. Па така имаме двоброј, троброј. Од друга страна, кога не си обврзан пред помагатели дека ќе објавиш толку и толку броја, а јас ги немам помагателите за оваа година, па ми е некако и полесно, знаеш. Не ми се прави сега Блесок, може да почека да направиме двоброј, троброј кога ќе му дојде време и тука е лабаво. Пионерски чекори на некој начин постојано правам, ама не заради тоа што сакам јас да бидам во нешто прв, туку затоа што така ми доаѓаат работите. Во 98 постоја многу повеќе печатени списанија отколку што постојат денеска. Додуша во Македонија на хартија постојат многу печатени списанија. Но се са нередовно излегување. Ма не, тоа се списанија кои што ретко кога воопшто излегуваат, кои што излегуваат во мали тиражи. Тие што излегуваат веднаш во годината барем излегуваат. Има списанија што постојат на хартија, што пишува дека добили поддршка од министерство и од не знам што и така натаму и ги нема нигде. Значи има некои списанија што ги знам само како име. Ја не сум допрел на примерот од тоа некој едно списание. Да. И во таа мешаница јас решив ајде да правам списание на интернет. Зашто па да не? Поведувајќи се по тоа дека секој што има интернет пристап може да пристапи, содржините се бесплатни, не сум ограничен на 200, 300, 500 примероци, не сум ограничен на тоа дека кога тие примероци ги нема, текстот го нема, списанието го нема. Ова останува. Сите, колку се веќе 79 броја на Блесок, се иден денеска онлайн. Фала Богу. Заедно со се музики, фотографии и така натаму. Да, ти одамна го направи она што веќе сега во денешно време многумина го прават, нели, привилегиите и предностите на новите медиуми и најверојатно повторно ќе кажам некаков пионерски чекор во тоа дали книжевноста треба да соработува со овие медиуми, Апсолутно, значи апсолутно. Види, книжевноста сама по себе не значи ништо ако не биде пренесена
преку некој медиум. Од првите, не знам, оние, ајде да ги кажеме, плочки, глинени плочки, законите на Хамураби во Бабилонија. Ајде нормално, Гутенберг, како не го спомнеме, небото ќе сурне врз нас. Ама, сакам да кажам дека секогаш мора да постои медиум кој што тој пишан збор ќе го пренесе. Дури и оралната книжевност бара свој медиум, значи она се пренесува од уста на уста и така натаму и служи и како ритуал во одреден момент. Така што денеска имаме медиуми кои што ја пренесуваат книжевноста на поинаков начин од она што се уште постои како печатен медиум. И ја знам дека тој медиум како таков ќе постои. Знаеш, она што сега се прави голема халабука околу Kindle, Amazon, читач на книги, дрн. Тој Kindle постои на хартија од пред 7-8 години. Постои како концепт технолошки, значи обработен и така натаму од прилика 5-6 години. Сега дојде моментот. Знаеш, дека пред тоа немаше книги, дека пред тоа не можеа да бидат електронски. Не, сега дојде моментот заради тоа што одредени фаци на одредени места рекле, добра, сега ќе бутаме Kindle, заради тоа што Kindle ќе донесе ова и ова и ова. Под ова и ова се разбира, прво иде волку профит, Така, второ иде волку за диктирање од пазарот. Да, волку за екнување на брендот и така натаму. Така што не можеме ние да избегаме тоа дека технологијата мора да се продава за да обстои. Напротив, и доколку не се продава компјутери на толку многу, значи на глобално ниво, немаше компјутерите да напредуваат. Заради тоа ние имаме повеќе од геометриски прогреси во напредок на процесори, екрани и се оно што можеме да го замислиме како информатичка технологија денеска. Така. Во однос на она прашање, нели, дел од тоа ми одговори во однос на тоа прашање дали книжевноста ќе обстои, нели, уште Умберто Еко поставуваше што по појавата на интернетот ќе убие ли книгата. Ќе преживее ли книгата во оваа изворна форма што сакаме да ја држиме, да ја читаме, кога ќе легнеме со неа? Јас тој се на Еко го објав баш на блесок. Да. Така што и тој е објавен, ако се сеќам јас добро, има 7-8 години. Сигурно, да. Очигледно е дека сите оние што глумат душебрижници дека печатениот медиум ќе исчезне, па тоа ќе биде катастрофа, па не знам што, па не знам како, па ова, она. Се тоа муабети во празно. Зошто?